председателе, почитувани гости, почитувани лабевништани, селам алейкум и добредојдовте на вечерашнава наша трибина. Чест и задоволство ние денес во овие тешки зимски услови, што не задолжи еден од најпознатите универзитетски професори, господинот Мерсел Билали. Му благодарам многу и ќе му се одолжиме сигурно некоја прилика. Вечерва ќе му давам почесен говор на председателот да ни се обрати, а потоа ќе се вклучите сите во дебатата пошто ова трибина. Повелете, председател. Благодарам. Селам алейкум на сите. Ево и во зимски услови успеавме да дојдеме да ве видиме во Лабуништа. Имавме уште предена недела договорено да направиме на дебата со граѓаните на Лабуништа, да подискутираме околу политичките проблеми, околу случувањата во задниот период претходната година во нашава држава и да видиме секако и ние како партија за европски иднина каде е нашиот пат и што треба да се направи понатака во иднина во ова престапна 2016 година. Задоволство ми е да со нас е и еден од врвните аналитичари во Република Македонија, професорот Билали, кој што понатака ќе земе збор и повеќе секако јас би сакал тој како аналитичар да подискутира за сегашната ситуација и да во ова дискусија наша замислена е да имаме повеќе и прашања, не само да држиме политички говори, сега не треба да држиме многу политички говори, него точно да вие прашате што ве интересира околу све и се што, посеби околу политичката ситуација, околу сите случувања, да го искористиме повеќе професорот, неговото присуство се измачи на вистина по сиве овие невремења да дојде тука и да подискутира со вас. Но и јас како председател на партијата за европски иднина би сакал неколку збора да кажам и мои мислења околу све ова што се случуваше посебно во 2015 година. Знаете, од почетокот на 2015 година со така наречените бомби кои што ги објави опозициониот лидер Зоран Заев, многу работи во оваа држава се сменија и не е исто како што било порано. Тоа е добро да излезе на виделина една невистина која што се случуваше во последнивите десетина години во оваа држава. Тоа се однесува и на нас како луѓе, како јас што милувам да наречам сите нашинци, луѓе од нашиот сој, било како, ние знаеме кои сме, да во некои периоди навистина и ние сме били искористувани во сите тие ситуации во претходните десетина години. Ние со објавувањето на тие бомби излезе на виделина вистината за Македонија. Излезе на виделина дека во оваа држава владеат криминални структури. Излезе на виделина колка виштета е направено на оваа држава. Оваа држава сочинуваме ние. Граѓани поединечно прави државата. Вие секој од вас, ја и јас, плаќаме даноци и тие даноци во буџетот на таа држава, кои што овие последни години енормно се зголемува секоја година повеќе и повеќе, дури ова година беше за 2016 3 милиарди и 200 илјади евро предвиден буџет, кои што задолжувања ова власт ги правела ненормални и која ова власт изнела во задните 7-8 години 9 околу 5 милиарди евра кеш пари. И затоа знаете и вие дека јас од 2014 година сакав да се повлечам од политиката. Политиката не сака да се повлече од тебе. Но политиката не сака да се повлече од мене. Тоа што пренесува да кажа, бидејќи мислев дека сум веќе искористен и дека е доволно, треба да се остави место на помладите да ја водат ова партија, партијата за европска иднина.
пак сиве овие случувања, кои што се, како што кажав, не ме оставија на мира да не го дадам и својот глас и да повторно тераме напред и да ова зло што виси на сите нас, еднош за секојаш се спречи. Може би, јас не знам дека тука во Лабуниште и нема толку приврзаници на Никола Груевски, јас не секам сега да ја поистоветувам, но мој партијата мора да се исповети, дека толку не се навлезени во нашите региони, но полека од пред 2 години почна да се навлегуваат ВМРО ДПМНЕ, тоест Никола Груевски во овие региони, што беше незамисливо реално до пред неколку години дека може некој од нашите региони да биде член во ВМРО ДПМНЕ. Ќе се вратам малку понатака за тоа. Знаете што све ова што се случуваше, сите овие нерегуларности, кражби на избори, нас како партија, прво ВМРО ДПМНЕ навистина и направи големи штети. Ние бевме коалициони партнери до 2011 година со ВМРО ДПМНЕ. Кога видеа дека во 2006 година и во 2008 година ги собравме сите наши гласови по југозападниот дел на Република Македонија, кои што се нашинците, од Деборско-Реканскиот регион, Струшкиот, Кичевскиот имавме многу гласови, Власница, во Долнени, во Студеничани, кај што е Ахија. Тие видеа дека ние можеме да бидеме како сериозен политички субјект и почне да не рушат и да не упропастуваат. Тоа го направија многу лесно, затоа што секако дека зборувам за ДПМНЕ, а тука ќе се побрзам понатака малку и за други, кои што се тие коалициони партнери и браќа, и тие истото таква работа правија во некои региони и не ни враќаја со ништо. Дека не ми забележи се професорот не е политички, значи можам да зборувам лошо и за една, и за друга, и за трета партија, добро ако треба да се зборува, така да сум слободен пред него да зборувам све што треба. Значи, тоа искористување почна со обични вработувања и нас не искористија во сиве овие региони со обични шумарски вработувања и било какви малки вработувања и го собра нашето членство. И целта беше да се уништи ова партија, а за да се уништи ова партија требаше да се уништи Фијат Самовски. Пошто секој лидер си има своја партија и преку лидерот прво почна уништувањето. Тоа го со изборите од 2011 година и го направија. Реално со сите тие мене проблеми што ми се направија се покажа, фала му на Аллах, ево таа техника е многу напред и тие снимања излегува на виделина. Не мислам луѓето дека Фијат правил грешки па затоа го рушија, се докажа дека сака да не унишат комплет. Има некако фамилија, но и целата партија. Све тоа едно со друго поврзано. Така да тоа се големи штети кои што се рефлектира и на сите други бизнеси, па и на партијата. Значи, сега и професорот знае, доста е запознат со многу проблематични работи кои што имале од задниве години и таквите партии кои што навистина ова држава ја упропастија, кога го споја реално и ДУИ, пошто им е коалиционен партнер и ги поддржува во многу работи. Ево, не сакам премногу да дискутирам, но ако некој ортак прави проблеми, јас како ортак треба да му кажам дека ти грешиш тука и да го спречеме тоа што го прави грешката. Овие цело време во овие години молчат и ги поддржуваат. Значи, сите тие проблеми што се направија во овој период, ова држава на сите нас, на сите овие млади што се тука, не вратија многу назад. Не мене што ми слушија, не вратија секако многу. Но нас не вратија како држава, како народ, како луѓе, без разлика од која етничка заедница доаѓаме, не вратија многу назад. Ние сме задолжени премногу во овие години. Ние имаме премногу проблеми. И ако дозволиме и понатака тие проблеми да се гомилат, да се таложат, еден ден овде ќе почнат и рат. Ќе има социјални немири, ќе има све и сешто, затоа што толку е можноста на секој човек да издржи. Вика балонот ќе го надуваваш, не надуваваш, но едно време ќе пукне. Така дојде време овој балон овде да пукне. Да не дозволиме тој балон да пукне, да го спречиме и да колку што можеме, ние како партија, се пошто малку и политички зборувам, да го спречиме ова зло и да се соединиме и да направиме
нешто во наредните избори. Вие гледате и свесни сте што ево цела ноќ имае преговори овие политички 4 партии и не успеа да се договорат. И знаевме дека нема да се договорат затоа што ми имаме ево добри контакти со Зоран Заев, јасно е дека прво сиве овие проблеми се направија затоа што имаше крадење на гласови, затоа што имаше манипулации, затоа што имаше притисоци, тегнење за уши, носење листи на гласачи и имаше нерегуларни избори и во 2011 година и во 2013 локални и во 2014 парламентарни партии. Имаше неголемите фалсификати. И како може една опозицијска партија да дозволи повторно да се оди на избори на 24 април, ако знаеме дека не се почистени избирачките списоци, немаме независни медиуми, ево како овде што имаме два медиуми, да речам, кои што навистина пренесуваат све, јас ги пратам, и Спектра, и порталот Дубај, кои што се реални пренесуваат. Дали дошла албанска партија, дали дошла македонска партија, дали дошла ПЕИ, ги пренесуваат и подеднакво сите ги покажуваат. Такви медиуми треба да се има. А не медиуми кои што ќе бидат командирани и кои што се цензурирани и кои што се знае да им го исперат народот на мозок. Значи, затоа овие случувања се многу големи и лоши за оваа држава и не се договорија си мека. Ево, нешто сега на крај читав, пред да доаѓаме, веќе Хан го менува таа изјава што ја дал, дека е нешто поинако, не мислел така, значи дека мора да се направат почистување на тие избирачки списоци и да Македонија, мало парче земја, еднаш за секојаш отиде на едни регуларни, фер демократски избори. Ние сме свесни и ја формираме партијата пред 10 години против СДСМ. Ние знаеме како се гласаше и порано. Во нашите региони имало повеќе се гласало за СДСМ, немало за ВМРО и се гласало за албанските партии. Пред да се појави ПЕИ, зборувам за Струшкиот регион. Знаеш, или се гласало за ПДБ, од професор Дуло ПДБ порано, или се гласало за ТУИ, ПЕИ се појави и СДСМ. Немало други. Но во последниот период гледам дека се менуваат работите и во Лагуништа, па и во Олтиси, па и во Подгорци, во Боровец, да не премове, више да не разговарам. Некако ВМРО ДПМН, како да ги потрукнува и другите албанските партии, и нас сака комплет мислеше дека сме згаснати како партија и дека ќе му се ослободи теренот и на Струшкиот регион да може да манипулира со гласачите на овие населени места. Многу лесно нашиот народ се продава. Тоа е жалосно. Не само нашиот, и во цела држава. Свесни сме дека за едно вработување може цели фамилии да се повлечат за неки 200 евра плата, а не знаеме дека овој човек што такви луѓе вработува, знаеме, но дали сите знаат, дека тој се задолжува секој месец по 100 милиони евра. Дека тој ќе те вработи тебе, но од друга страна треба и детето тој што ќе го вработи треба да плаќа кредити. Значи, тоа е целта да се спречи таа манипулација и купување на гласови. Да не дозволиме понатака да ова се случи. Ако дозволиме, еден ден ќе не снема сите. Затоа што ќе остане само тие што работат во јавна администрација, а другите, како што сме од нашите села овде, веќе повеќето отидени, сега им се случува и во источниот на Република Македонија, македонците си одат, што немаат екзистенција, само тие што работат во јавна администрација може да екзистираат, така да дојде време работите се сменат. Ако не ги смениме сега на овие избори, дали ќе бидат, нема да бидат 24 април сигурно, може би јуни или септември, октомври, ако не се сменат работите, ќе биде многу тешко за сите нас. Затоа што овој премиер и гарнитурата околу него, па и дел од коалиционите партнери, сакат да си ја спасат главата. Тие знаат дека треба да одат во затвор. Има многу докази за фалсификати и криминали што се направени. Тоа е докажано со не само со снимки, со многу документи. И тие прават се и се што само да останат на власт за да си ја спасат главата. А ги трошат нашите пари. Тие се играат со нашите пари и се поигруваат, не со нивните. Тие крадат. Така да дојде време полека да ние преземаме самите работите во своите раце.
За да ги преземаме работите во своите раце, ни треба единство, ни треба сплотување и не да слушаме перење на мозоци. Перењето на мозоци, јас кога го гледам Сител или Канал 5, одма мислам поинако, пошто оно што ќе го каже знам дека е обрат. Така и треба да се размислува за тие телевизии. Ние останем. Да, значи све е тоа катастрофа. Така да, ако бидеме сплотени со опозицијата, ние како партија немаме направено договор за коалиција со ние на партија. Отворени се работите за било која блок да се направи. Секако дека рековме и на 10 годишнината, најблиско ние на само да можеме да направиме, но не значи дека ако се направи некои други подобри блокови, кај што имаме, видиме дека имаме подобри изгледи, али против власта ова што е, да бидеме со било кого. Ние како партија сме отворени за сите. Знаете, во нашата партија членуваат сите. Ние не сме оптеретени нити верски, нити национално, нити никако. Некој во почетокот кој формиравте, вика, вие сте од Нијац или Мановски, вие сте со Бојда, вие сте македонци муслимани, докажавте во овие 10 години дека не сме такви. Докажавте дека сме точно луѓе од овие населени места, 10 години доаѓаме овде со вас, 10 години истото го кажуваме, дајте еднаш верувајте во нашо го кажуваме. Да се сплотиме, да се соединиме, да не се делиме ни на партии, на ништо верски, секако не се делиме ние. Иако некој во, ево, пошто сум лабуништа, не делеа, мислеа дека сме нешто друго, морам да го кажам јас ова. Знаете, во 2008 година, кога имавте митингот баш тука, ми фрлеа со јајца и вика, вие сте кавови. Зошто? Затоа што сме имале листа во 4-та изборна единица, кај што имало православно. И зошто ако има, тие се самите одат, имаше дури во 3-та изборна единица православна листа, зошто сме ние кавови, ако сме имале листа? Ние сме отворена партија за сите. Но сега, што се случува феномен во Лабуниште, кој што сум тука? Имам куп деца, дури и некои што сум ги школувал, јас стипендии што сум ми давал, отидоа членови се во ВОМР да помане. И сега што се тие? Ајде да ги прашам сега што се тие? Кај што се членови во Демохристијанска партија. Кој што партија е декларирана дека е православна партија, а тој е муслиман. Тоа треба да го разбереме. Значи, мислам, не секам, ние не треба да се делиме, но не морам да го кажем ова. Треба да бидеме единствени. Овој пат сакам и лабунишчани, ние ќе имаме трибини по другите населени места и ќе бидеме присутни заедно со вас, не знаеме кој ќе се изборите, да свата луѓето дека само единствени, без разлика на кој блок биле порано, да се споиме заедно и да си побараме дело што ни следува нас. Ова партија докажа во 10 години дека стварно работи за овие населени места, дека нема, имало поединци со лични интереси, но ги нема тука меѓу нас тие што биле со лични интереси. Овде јас не сум за личен интерес. Јас кажав и на 10 годишнината, немам амбиции да бидам нити пратеник, нити било што. Ќе водам партијата да победиме на наредните избори. И понатака ќе водам, не е проблем. Немам амбиции да бидам нити пратеник, нити било што. Сакам да падне една криминална власт. Сакам да биде подобро за овие населени места. Ама ние ќе вредиме толку многу колку што ќе бидеме сплотени заеднички. Ако не сме сплотени заеднички, ако се делиме пак во Лабуништа од 10 партии, доаѓаат секоја партија сега и ново формирана и не ново формирана, ајде сите трчаат. Сега зборувам за Лабуништа, ќе го кажувам и во Оптиси, во другите места. Сите било кој да дојде други, но е подобар од нас кои што сме 10 години овде, кои што навистина докажеме дека се бориме за овие места, колку што можеме. Зошто да не веруваат на нас? Зошто треба да некој нов што ќе дојде да му се верува повеќе него на нас? Да кажеме дека стварно сме за се бориме тука, ние живееме тука. Така да, дајте да ги смениме работиве. Тие што не се, што се од другите партии, ние без разлика, нека се приклучат. Дајте единствени од овие 4 села и Струга, градот, ние секогаш можеме да имаме пратеник и пол наш. Не еден, него еден и пол пратеник сигурен, со постојните гласачи што се, без да дојде. Ние можеме да имаме наш градоначалник во секој момент, тој порано кажува. Од нашите гласови зависи кој ќе биде градоначалник во Струга. А ние трчаме, даваме те за села, те за Мерко, те за
Трајкот е за 5 гласови. Јас бев кандидат за градоначалник во 2009-та, во Лабуниште има 1300-400 гласови, Селја беше градоначалник кандидат 3700 гласови. Што ви направи Селја? Ја помалку ќе направи за Лабуниште од Селја? Па милион пати ќе направи повеќе. Затоа треба да се свестите и да кажете, да, ќе се подржиме заедно за да не биде подобро. Ако не се подржиме, нема да биде подобро. Ќе се поигруваат и за подкусурување ќе бидеме сите други. Затоа, мене ми се направија големи штети. Мене ми, ево и бомбите ако ги слушат. Ама неа не се предавам. Не може да се предадам, затоа што мора да се оди напред. Ако се предадеме, сме изгубиле све. Ако се бориш, нешто ќе задржиме. Јас ќе бидам, дечки со вас, драги Лабуништани, со сите. Мислам дека е дојдено времето да направиме, да се сплотиме сите овие 4 населени места и Струга заедно имаме многу наши што се, да не се делиме нити по верска, нити по етничка, овој бил албанец, ние сме биле торбеши, третиот бил турчин, ние самите не знаеме што сме декларирани во селата. Ево во Олти си дојдете 70% се турци декларирани. Во Лабуниште верувам дека се 50-60% албанци. Не знам во Боровец се македонци муслимани може. Ама ние сме едно. Не сакам да навлекувам повеќе нити во етнички. Верски знаеме кои сме. Нечистите муслимани сме. Најмногу ја држиме верата. Али етнички повеќе да не се делиме. Ние не треба да нити да одиме против албанците, професорот е албанец. Зошто да одиме против албанците? Зошто да одиме против турците? Зошто против македонците? Ние самите си го бараме делот. Не како етничка заедница, него како население, како да направиме како население нешто подобро. Тоа е целта. А не етнички. Оставете етнички, оставете све, торбеши, не знам што. Да заборавиме све. Дајте да се споиме заедно сите за добрината да понатак. За кој ќе дојдат изборите, дали ќе бидат во јуни или во септември, ако ние сме споени, а анкети се прават, толку ќе вредиме. Тога можеме да кажеме со било кој коалиционен партнер да појдеме да му кажеме, ние овие 4 села вредат многу, има толку гласови. Има 10.000 гласачи, имаме без проблем ние, што излегуваат. Давај, се договараме пратеник, 2 пратеници давани и унапред во извршната власт, што треба да добиеме од министри од све и директорски места. А не да одиме по други помали партии или по големи тие што рекупуваат сега како ВМРО да помане, што стварно не можем да го замислам дека во Лабуниште може да влезе ВМРО да помане, тоа незамисливо за мене беше, но ево, на жалост и тоа се случува. Кажав зашто, да ги трнеме тие настрана и да си бидеме сами на своето. Ако се споиме, добро, ако не се споиме, и со децении ова е задна наша шанса, верувајте. Ево, ако нема пеи резултати на наредните избори, ќе згасне, сакала не сакала ќе згасне. И фија ќе му даде преку глава, и било кој Акија, и моме, ќе речеме доста, со здравје. Ако покажеме добри резултати, ако се споиме, ево, вие сте тука, може би и од други партии, не знам што и не од ова, да поработиме по Лабуништа, да им докажеме дека ние се бориме за нас сите, не само за пеи, тука се бориме за Лабуништа. Тогаш ќе имаме добри резултати и ќе си го добиеме она што ни следува. Ако не, ќе не снема и уште повеќе ќе се иселиме сите, како што сме иселени сите. И првиот ја ќе видам ако не снема, ќе се спакувам, ќе си одам. Што ќе правам овде? Ако победи Груевски да седам во ова држава повеќе, не би седел. Зошто би седел повеќе? Малку уште ти би направи, уште да седел. Така да од нас зависи што ќе биде и како ќе биде. А од вас зависи добро да размислите, ние многу како такви сме по селава, ќе се разговараме, ќе излеземе од вратата надвор и све се заборава. Дајте овој пат да не забораваме се. Да запамтиме дека ова ни е задна шанса не само за Лабуништа, задна шанса ни е за државава. Задна шанса да не дојде овде било какви нереди може да се случи. Ако ние меѓу себе сме поделени, не дај Боже да се случи нешто, кој ќе не браниме? Ние самите треба да се организираме. Како пример го зедов. Така и политиката, така и проблемите, ако не ги решаваме заеднички, ако имаме полети за било кој проблем, многу тешко ќе ги решиме проблеми. Така да јас
Ево, да не должам премногу, секако ви стојам на располагање, јас повеќе сакам да дискутираме со вас, не да држам јас политички говор, да вие овде прашате што ве интересира, што треба да направиме, дали било каков проблем, да мене лично ме прашате и да дискутирам со вас. А исто да се радувам дека ќе го направи и професорот Мерсел Билали, да му поставите сферата не политичка за партијата, тој не е партијски човек, не е на партија, нити на ПЕИ, бил некојаш во ПДП, да, и бил пратеник од ПДП, но сега си е многу години уназад како аналитичар, како советник, бил е на многу влади на председатели, еден човек од врвен експерт, кој што навистина неговите анализи се ценети, неговите колумни се ценети во државата, ги ценати и македонци, и албанци, и сите. И јас би сакал да му оставам повеќе простор на него, како еден голем експерт, кој посебно го ценам, и професор идеше на Форма универзитет, веќе колку професор, 10 години, да земе збор и да ја објасни политичката ситуација, ташно експертско во Република Македонија. Ви благодарам на вас. Ја кажам, се чувствувам многу пријатно, повеќе пати сум бил тука. Фала на поканата, тука сум како наводници. Експерт, толку ме испофари, што не знам дали ќе го оправдувам. И не би се сложил дека имаме не време, напротив имаме бедење. Ова е снег тоа. Значи, сега со Агрон ние треба да се вратиме у гости, а најверојатно треба да позајме санка со кучиња. И но добре да се разговара. Имате конак отворен, можете и да да не беа објективни причини, значи тоа ќе беше возможно и со задоволство. Значи ќе се потрудам на кратки црти и ќе оставам вака повеќе простор да се постават прашања. Знам дека сите сте загрижени, јас лично сум загрижен. Првенствено, значи, како личност за иднијата на моите деца, веројатно и вие се загрижени за иднијата на вашите деца, и нас се случува една, што се вика бела чума, трагедија која тече како една река, еднонасочно, но никош не престанува. Значи, луѓето се иселуват и тоа е трагедија. Вината е во политичарите, но и во гласачите, и кај гласачите. Значи, оти ние, пошто српите велат, значи, каков народ, таква власт. Значи, имаме доволно искуство, колку тоа е, 25 години, за да научиме што значи добро владење и лошо владење, и таа политичка култура, ако не е созрена до сега, значи е нешто сериозно ендикеп кај нас. Значи, тука сум непартиски, како наводни си експерти, би сакал да разговарам, ја повеќе би ги чекал вашите прашања, но пред тоа би се осврнем неколку сегменти. Значи, ако ги гледа тоа што кажа Фијат, медиумите, ја не би рекол провладени медиуми, туку гебелсистичките медиуми. Тие не се провладени медиуми, имате и на запад. На секаде тие се декларирани, но има принцип. Што значи информација? Што значи да се информира јавно? Ова е катастрофа, значи ги слушат тие медиуми и дури да сте професионалци се изнервирате, а целта е не да ги убедуваат луѓето дека тоа што им е лошо, значи тие не се интелигентни да фатат дека им е лошо, туку немаат интелигенција да фатат дека им е добро. Да ја оценува интелигенција на луѓето, тоа е прво, и второ, дава, значи, се е страх и ги насочува луѓето во насока на власта со заплашување. Значи, соодветно постојните наши услови, луѓето се плашат, леле, кога ќе се чуе сите, и каде опет и ова, како се вика, алфа. Па има тоа сега, ќе направи веројатно дека ќе се промени. Значи, ќе ми се гледа, пак ќе победи власта. Ја, Бога ми да не побегнам од власт, да бидам тука, овде, кој знае што ќе ме снајде. Со гледно тоа што, како ги снашал, пред овде кои биле
противници на власт. Значи, не е сакање или поддржување, тоа и некакви анализи што ги направивме како во соработка со неколку невладини структури, констатираме дека луѓето, значи овие телевизии познаат страх. Страх со цел да ги пренасочат луѓето со сила. Значи, што ќе ме стави, да не останам сам. Или пак ќе победат, овие ја сакам или не, пак да бидам тука. Тоа е логиката и се уште за жал функционира. Ну а и сега по параметри. Значи секој ден го гледаме Груевски со лопата. Ако треба некој да биде задоволен тука, треба да бидат продавачите на лопатите. Тие лопати а со толку лопатите цело време не погреват и понатаму, а ние продолжуваме со сила да им веруваме, што е катастрофа. Мене ме прогласија како будала и претпоставам дека погоди што ме прогласија како такова, и цело време сум бил против, не затоа што не ги мразам, не затоа што не ги сакам. Па поаѓам од реалноста. Ја сакам добра власт, затоа што сакам добра идеја и како личност, и како фамилија, и како заедница, и како мултизаедница. Ако тоа го немам, ја ќе се спротивставам со сите сили кон таа власт. Нека ме прогласи што и да е, тоа е нивен проблем. А мој проблем што е право. Значи, во економски план, стварно, по сите параметри кои ги прават меѓународните организации, ние сме катастрофа. Значи, од пред ситуацијата која релативно бевме во стабилна ситуација, а лидери во интегрирањето, ние сме последни по свет. Значи, веќе спаѓаме во 10 најнеразвиени држави на свет. Спаѓаме во тоа каде 23% од населението живеат во мизерија, тоа значи помалце од $1 дневно. Што е катастрофа. Значи, кај беа бугарите? Бугарите нели беа 20 години позади нас, кога продава козметика и слични работи со една червена, сега бугарите са на Европа. Албанија не беше 30 години зад нас, Албанија не притисна. Таа е членка на НАТО и забрзно се движи кон Европската унија. Не дека таму нема криминал, таму има, но темпото сепак се движи напред, кај и нас виртуелно, тако лажно се движи. Равно ништо не се случи. И тие мали инвестиции кои се проценуват за овие 10 години, некаде околу 900 милиони евра, тие се пренасочени кон исток. И знак прашен чии се тие пари се вртели до Белизе, па Швајцарија и Кипар и не знам кој, и тука тоа ги платат по 8.000 денари плата и дават луѓе. И кажат дека успешна инвестиција да работи за толку луѓе. Но сепак е некаков нивен успех во тој план. Ајде да погледнеме во Западна Македонија, било албанскиот дел, наречен турбешкиот дел и така натаму, турскиот дел. Човек нула е. Значи, јас зборам за инвестициите со кои се дојдени под наводници со лобирање на власт. Не зборам за тие спонтано. Дури тие кои сакале спонтано да инвестират негде, пренасочија од другата страна. Некој угостиар сакал Турчин, мисле, че да инвестира во дрвна индустрија, му кажале не подобро на исток. Тој каже не сакам, баш угостиар. Подобро каже, ама концесијата за дрвото ќе треба не знам, Делчево. Значи тоа очигледно притисок да треба да инвестираш во другата страна. А цело време зборува за равноправност, граѓани, не знам какви. Во однос на задолжување. Значи, кога јас бев советник на премиерот, 2003, 2004 и 2005, долгот, овој надворешниот долг беше негде 2 милиарди и нешто. Сега знаете колку е заедно со надворешниот долг? Над 5 милиарди. И што е направи? Тие споменици, тие лавови, глувчиња, мајмунчиња, и знам што е. И тоа е кралица на пари. Ние познавам и ја познава еден врвен стручњак по градежништвото, кога прашува колку може да чини портата Македонија, триумфалната порта.
Тој вели со најдобар, најквалитетен бетон, најквалитетно железо. Најскапо платени мајстори. Треба да коштат бетон. Една мала сала има, брате и нише. Околу 900.000 евра. А знаете колку е ова евиденцијата? 8.600.000 евра. Значи да не збориме за други кои по авторско право и ово, значи кај може да ги перат парите. И сега, значи секој од нас, стар, млад или што туку роден од ден, должи 2.500 евра. Океј, тоа ќе беа пари, ако беа правилно инвестирани, значи ќе се врат. Ама овој кај ги троши тие пари? Тоа е проблем. Сега сите релевантни организации, дури америчка Адриатик, кажува дека над 5.200.000.000 евра се исправили за овие 8 години. Така, тоа е наши пари. Луѓето често размислат, не се мои пари, пари на држава. Па ние на држава не паѓаат пари од него, тоа се наши пари кои ние секој ден и маслика да се купиме, ние имаме данок, ама кој го давам за општи потреби, а кој иде за чудни потреби. Во социјален план, веќе зборен, зашто има голема невработеност. И луѓето во таква ситуација многу лесно ги лажат. Ги лажат, значи тоа што беше кажано за 200 евра, да ми обезбедиш, не знам, 20-30 луѓе, а со тоа тој не е свестен, значи, дека за тие пари, 200 евра, ја продал иднина на своите деца. Ајде да не кажу на својот народ, на своите деца. Неговите деца удредените нема да, значи ако нема нема да видат гледа тука иднина, ќе бега. Значи тој не е свестен што направи. Спасот е во економска преработка што не го гледаме сега, не знам опозицијата колку тие проекти што ни прави и колку ќе постигне тоа. Појно јас ги поддржувам сите опозициони партии, и албански, и македонски, освен ТПА, што не ја сметам за опозициона партија и тоа јавно го кажам, тоа е неформална коалиција за, дури ја сметам партијата како приватна собственост или акционерско друштво на лидерот на таа партија. Но овие помали партии треба да се поддржуваат, да се здружуваат таму кај што е можно да се здружуваат. Ако тоа не се прави, тогаш ние свесно даваме можност, значи, не за да победи голема работа, не ќе победи Гоморо и не знам која друга партија и други. Върху на гласаме или поддржуваме собствено исребување и исчезнување. Значи тогаш сериозно треба да се... Секој што има елементарна интелигенција, тоа треба да го знае. Значи немој да очекувате од политичари кои ќе ви ветува се и се што. Кажете ми точно економски план што ќе направи. Па тука беше пред, ја мислам дека 12 години на турска, ја мислам дека премногу зборев, една турска група експертска кој тој што ја предводеше групата беше еден познат доктор по науки во Харвард универзитетот и јас им правев друштво 8 дена. И последниот ден бака се зближивме и го прашувам што може да се направи тука. И тој ми вели, тука има многу што, ама нема ум. Тоа што добро го знаеме тоа. Кажете, кога би имали ум, што би се направи. И тој ми вели, прво вие имате нафта. Кај го гледате, кај гледате таа нафта? Тогаш цената на водата беше 50% на цената на суровата нафта. Каже, вие имате вода, тој не знаат да ја продава, тоа се продава. Светската книза ќе биде за вода. Прво, од него научив ја дека имаме 34 минерални води кои се многу квалитетни, јас не го знаем. Дека имаме 15 бањи, јас знаев 3-4 бањи. Зашто ја знаеше многу повеќе од мене и што ми каже? Вие го фалите опит, туристичко ме нема врска, што одмah добиеш реумата малку се капеш. Вас ви треба планински туризм. Зашто направите тие села, фолклор, традиционални и вие треба да претендират на пензионерите, на западните пензионери кои ќе дојдат 20 евра, а таму само братата ја
отклучува, тој ќе ги троши тие 20 евра, тука ќе има пасион комплетно, ќе ужива, воздухот чист, водата е одлична. И каже, тоа треба, ама со јавни и приватно партнерство. Ќе направиме проект. Колку пари имаш толку? Тука може да градиш. Ама тоа треба да сака држава. Тоа не сака ваква да власт. На ВМРО и на ДУИ. За жал тоа е наша несреќа. Не знам, веќе се срамам од себе си критикувајќи толку ја власта и на ВМРО и ДУИ, но стварно немам зборови со кои зборови кој нако да кажам, ако се спореди со дело. И културно. Културно стварно треба мене. Знам дека верата може да се манипулира. Тоа е колективно чувство. Но јас ги почувам сите вери. Ама сепак дури и српска вера ќе ми пречи ако се на секој ќе го им прави џами. Луѓе треба школи, училище, институции да се развиеме, не може да се цело време од џами. А таму ќе отиде до аеродром. Општината вам на секој чекор имате цркви, црквички, крстови, не знам што е. Зошто тоа се прави? За да ги излажат луѓето, не се толку верници, тој што верник треба да е праведен, без оглед на тоа дали муслиман или овој католик или православен. Нема врска тоа со вера, тоа има врска со мафија. И така треба да се прифати. И тука секој, значи, претендирање во овие услови, ВМРО, ДФМ, секој треба да се врзе камен и да се фрли у вода, да го поддржа не ВМРО, ДФМ. Јас би поддржал една здрава ВМРО, ДФМ. Ова е мафијашка структура. Не зборам само за ВМРО, и за СУИ, и за ДПА. И затоа силно ги поддржам и помалите албански политички партии, па и ова ПЕИ партијата која предпоставам дека ќе иде во коалицијата структура, зависи од интерес, но најважно значи опозицијата да победи. На крај да кажем, за жал ние имаме и психолошки проблем. На водството имаме психолошки проблем. Значи, законот дава можност да се кандидира секој, неголеми криминалци. За да земете дозвола за трактор, ќе треба да дојдете претhodно лекарско уверение. Значи, за да управувате трактор, ви треба лекарско уверение. Да управувате држава, ви треба нишка. Благодарам. Нема многу да трошам време за елаборирање, ви поставил две директни прашања. Бидејќи професорот имам информација дека е значи информиран инсайдерски доста многу, ви поставил прашање, ме зачудува дејствувањето на двата албански политички субјекти кои што се седнати во скутот на Груевски. Ваше мислење зошто е таква таа слика која што, например, од синоќа врти и по медиум и по портали и по сите работи, а и веќе подолг временски период, затоа што на вистина Лабуништа им излегувала во пресвет, им давала поддршка, исклучиво повеќе, да речам, во одредени изборни циклуси, како и што во последните, како што и председателот ги напомена, локални и парламентарни избори, во Лабуништа, значи, на парламентарните избори ДУИ беше победник и доби скоро 1300 гласови во Лабуништа, и на локалните избори селја како комбинација на ДПА или реформа што доби голема поддршка во Лабуништа. Таа поддршка, доколку продолжи, мислам дека ќе значи поддршка на тоталитарна власт, Лабуништа без вода, ќе значи поддршка на Лабуништа маргинализирано, ќе значи поддршка на иселување и празни куќи и празни домови. И второто прашање, во кое сакам и почитуваниот председател да се вклучи, Фијат Цановски, бидејќи сега престојат комуникации, политички, структурирани политички оформувања, да речам, на блокови во евентуални коалиции на избори.
Дали мислите дека тоталитарна власт, како што е ова досега, може да се струши на легитимни избори, мислам, на било какви избори, како што сега се трудат да ги пласираат, или пак со граѓански немири, непослушност и притисоци. Благодарам. Ајде, професор. Ајде. Првото прашање за вас беше професор и за второто. Добро. Ја мислам дека албанците веќе знаат дека ако е нешто несреќа, колективна несреќа, тоа е оно што се случува после 90 години. Лично јас неколку години сум ги поддржувал и критикувал. Дуи, значи никогаш не сум гласал за ДПА, иако тоа не е битно. Но сум мисля дека ќе се поправува, дека се наивни, дека се градат, растат и така натаму, додека не добри сигурни информации, реални, дека нешто друго паша. Значи, лични интереси. А нема каде, мислим, секаде е за лични интереси. Ние сите размислуваме првенствено за лични интереси и мислам некој што вели дека не ги почива лични интереси, мислам дека греши. Јас ги почувам собствени лични интереси, но не сакам тие лични интереси да бидат штета на некој. Значи сакам тие лични интереси да бидат моја користа, во ничија штета, дури во сечија користа. Тогаш важен тие лични интереси. За жал, дуи стана, значи, род на ВМРО, огранок на ВМРО, исто и ДПА се заполни смрт, и албанците веќе тоа го знаат. И тоа ретко ќе можете да најдете човек кој ја оправдува ваква политика. Зборувам за последните 2 години. И изборите ќе покажат дека ваквите се уште ги викаме мали политички партии, што јас очекувам да се здружат и ќе работат да се здружат, ќе види дека дуи не само што ќе ги загуби, ќе исчезне политичка сцена, но ќе исчезне и многу луѓе кои се иселија. Значи, толку голема штета е направена што ни окупациона власт е направена штета. Да направите вие еден мој комшија, Туѓанџија, купувам кај него и вели, абе, цело време вртиш ти, каже, администрација фиктивна, не те разбирам, каже, објаснили се прости збор. Добро му кажам, ти колку луѓе вие работите тука во Туѓанов, каже, па само 20. А што ќе беше да работите 15 луѓе тука? Каже, ќе пропадне. А тоа е. Значи, државна администрација која треба да има максимум 80.000 луѓе, има 180.000 луѓе. Кој ние единствената земја на светот сме што земаме кредит да даваме пензии и тоа нема никто. Значи, ние трошиме исто како некоја куќа, која зема кредити и троши повеќе од колку создава. А долговите се зголемуваат. И како ќе заврши? Ќе банкротира, ама не само држава, туку и ние ќе банкротираме конкретно, што веќе и сме пред банкрот. Но и овие нови структури треба стварно да направат екипа. Често ја ми замерува што го спомнува Тито. Тито бил, имаше браво, но Тито имал неверојатна екипа, професионална екипа, и затоа од Југославија, од 45-та, значи до 70-та, до 25 години, направил 6-та држава по стандард во Европа. А ние се распродадовме, ево правим исто 25 години, 40% по-слаб стандард имаме од колку 1990 години. Па ова кој не го гледа, стварно треба една сериозна контрола. Се види што случува со него. Че секој да се распрашува за тоа. И верувам дека добро ќе заврши. Да ви кажам дека информациите кои доаѓаат до кај мене е дека практично долгороčno. Кога зборувам долгороčno, мислам максимум 2 години. Значи, 2 години на дена може да има, ако нема масовни раздвижувања, ќе има една поширока коалиција кај ќе учествуваат сите да се реши името.
потоа за 5-6 месеци пак избори кај што добро ќе се политичка сцена, заедно со други. Тоа е сценариот кој ќе се случи и мислам дека тука има консенсус од меѓународната заедница да оваа структура мора да исчезне, да заврши дел од нив ќе заврши и у затвор. Второто не знам што беше. Да, пишам тоа често ја На второто ја ќе одговорам. Ајде. Пошто со професорот често се дружиме и дискутираме така да му ги знам размислувањето, можам да се спојам со неговите размислувања во одредени работи. Значи, Фарук праша секоја тоталитарна, јас би ја нарекол диктаторска власт, више не овде. Има стари кажувања дека може да се струши само со сила. Така се струши Милошевиќ, така се струши Чаушеску. Зборуваме на Балкан во близина, такви диктатори се рушат со сила. Но, секако дека постои други начин. Ние сме мала држава пред све, не сме така голема држава како Србија или Романија, од најблиските ги земам. Може да се струши и поинако. Реков преска дека има нашите се иселени голем број, Источна Македонија сега се иселува, дали има луѓе кои што ќе слушат таа диктаторска, нема луѓе, немаш критична маса, за да може да направи таков проблем, а и плюс нашите луѓе, без разлика дали се македонци, албанци или како нас или било кои други, да плашливи луѓе. Да не кажеме вид со кубурот, значи толку сме плашливи да многу тешко би направиле бизнес. Не сме ние како србите и не сме како другите, за да можеме да семаме да срушиме нешто на сила. Можеше да сруши Зоран Заев во мај, без проблем, требаше малку само да се даде знак и да се сруши со 100.000 луѓе. Така се рушеше таа власт тогаш. Проба Бранко Црвенковски да ја руши во 2012 година кога се носеше буџетот, многу малку, немаше голема поддршка, ние бевме во собранието во тој момент, од другата страна имаше контрапротести и немаше можност да се струши, а и не му беше редот на Бранко Црвенковски да ја струши, ако требаше да ја струши, требаше да не ги призна изборите во 2011 година, а не да оди да руши на таков начин. Се ставиш, професор? Значи, има можност инако да се струши оваа власт. Ова точно што го зборуваме сега. Ако ние никој не веруваме во таа власт, сепак позади параванот, без разлика, ако не ги гледаме личните интереси, ако 20 души вработил ВМРО во Лабуниш и се цело Лабуништа или 50% Лабуништа за тие 20 вработувања, више не се работи за вработување. Се работи за спас на нашите кожи на државата. Државата сме ние, државата кој е? Значи, ако ние самите одработиме и докажеме на сите нас околу, не да спиеме, дека ова власт не чини, да не гледате сите или Канал 5 што ви кажуват, не гледајте го, има и портали, има и други работи. Ако добро одработиме, можеме да ја срушиме без проблем, без насилство. Но, ако не ја срушиме со легални, исчистени списоци, све, еден ден ќе дојде самото тоа да се сруши социјално, со социјални немири. То самата ќе се сруши таа, не треба ние да стануваме да се сруши, затоа што луѓето ќе станат идната година, нема да имат зајадење повеќе, нема да ни даваат кредити, нема да имат екзистенција пари, самиот народ без да ги води некој било кој лидер, ќе се организира сами ќе ја сруши таа власт. Али тоа ќе бидат многу големи штети, затоа треба сега со изборите да покажеме без штети да се направи на државата. Државата е наша. Мораме да се бориме за неја, само со прави избори, легални избори, со работа на сите нас можеме да ја срушиме без проблем, без ние на жртва, без никаков проблем ова власт. Ќе ви го испричам една анекдота за Черчил. Черчил 51 или 2. Треба да отиде на една емисија на радио, пошто тогаш нема телевизија. И поаѓало тоа дека шоферот бил изморен и повидал такси. И доаѓа таксист, меѓутоа не го познал. И бил и мрак, така? И овој му вели да ме носиш до радио, ама да ме чекаш, да му сад време и ќе ме вратиш. Каже, не господин, не можем оти за 5 минути, треба да слушам говор на Черчил. Не рекал Черчил. Добро, каже, ти давам 10 фунта, 10 фунта големи пари.
Па каже, може, што голема работа, омагаме да го слушаме. Интересно го прави своето и предпоставам дека ВМРО ќе настои да излаже луѓе. Во, за мене, лажен интерес. Тој не е интерес, тоа е самоубиство. Кој коалицира со ВМРО, значи коалицира со ѓавол. Тој исто што соработува со ВМРО, значи соработува со ѓавол. Тој што се направи криминал, ај верски да го земе. Значи со крадецот, со криминал, со лажнев, вие коалицирате со него и сакате по тоа у рај да оте, па не, нема рај со него. Благодарам.